Како тргнале работите околу изборната кампања, веднаш по 11 декември во Македонија ќе потече мет и млеко. Двете најголеми политички коалиции ветуваат најмалата плата да биде за половина повисока од сегашната, а просечната да се искачи на фантастични 500 евра. Тоа звучи убаво, особено кога мажот и жената во една фамилија ќе ги соберат двете плати и ќе стигнат до 1000 евра месечен приход. Со 500 евра ќе живеат како и досега, а другите 500 ќе ги штедат. Големите пари толку лесно се ветуваат што некој ќе помисли дека политичките фактори имаат своји печатници за пари, па потребно е само да дојдат на власт и да ги активираат тарапаните. Ако се соберат сите ветувања во еден збир при евентуално нивно исполнување, Македонија ќе стане вистински рај на Балканот и богами кај нас ќе навалат соседите од Бугарија, Србија, Косово, па можеби и од Грција. Што ако се во Европската Унија? За жал на митинзите никој не кажува колков процент од вработените во државата ќе добиваат просечната плата, колку конфекционерки вработени во други слабо платени гранки ќе му се израдуваат на минималецот од 250 евра. И пред се од каде фирмите наеднаш ќе ја зголемат профитабилноста и ќе дојдат до големи пари, за да си дозволат рапидно покачување на платите. Дури економските стручњаци си ги поставуваат прашањата колкови се реалните можности за зголемување на минималната плата во услови кога македонската економија остварува ниски стапки на економскиот пораст и голем дел од компаниите ги мачи неликвидност. Колков период на приспособување им е потребен на компаниите за да воведат евентуални промени во однос на минималната плата, без да се загрози опстојувањето на бизнисот? Можно ли воведување иста минимална плата за компании од различни дејности и уште мал милион други слични прашања? А нема да биде чудно ниту ако до крајот на изборната кампања некој од политичарите понуди бесплатна вода за пиење и бесплатен леп, па народот конечно да го почувствува овоземскиот рај. Само се поставува прашањето од каде толку пари во кредитно задолжената држава.